очекуваш ли дека ова судење ќе направи некаква реконструкција на тоа што се случи во Кочани, за да се доживее една таква колективна трагедија од тие епски размери? Например, едно од тие прашања е проблемот со таа верижна наводна одговорност, дали оди толку наназад во теоријата на казненото право и во кривичниот законник на нашата држава. Ние во моментот проблемите што сме ги имале со независно судство врзано со традиционалните проблеми на притисок и на таа послушност на судството визави извршната власт, сега е доведено до загрижувачки степен затоа што ние очигледно обвинителството беше под притисок да смисли обвинение кој што ќе биде толку силно да направи простор да се избегне политичката одговорност кај извршната власт. Значи буквално алатка беа, лажно кривичното право се представува како некој базичен механизам кој што треба сега да ги реши сите проблеми во општеството. Ние стално кажуваме кривично казненото право е последен инструмент, има превентивни средства, па има политичка одговорност, граѓанска одговорност. Не може ние да ги решаваме проблемите со строги казни и со одговорност широка на секој се што. Системот едноставно тоа не може да го дигестира. Обвинителството покажува дека не е способно да ја врши својата базична улога на контрола врз полицијата и другите органи што се law enforcement, а судот па уште помалку покажува способност да се издигне на нивото. Првиот голем пропуск беше пропуштањето на фазата на контрола на обвинение. Во законот тоа е многу важна работа за аспект на фер судење, вие да не можете воопшто да отворите судски процес ако обвинението ви е проблематично, недокажано, неиздржано. И сега што имавме ние, очигледно сите се сложија на ниво. Меѓутоа, пробива до јавноста дека правната фела не го одобрува пристапот, концептот на обвинителство да се оди со толку широка одговорност и со сите последици. Прво што не е ни законски, ни правично, а второ што ќе направи дополнителни проблеми сега за постапката